Мои почитувани любители на спортот, на борењето, сакам уште едно видео да обработам, да го поставам на мојот YouTube канал, бидејќи у весниците и у книгите изгуби го оноа што треба да има. Не се чита, не се гледат луѓето и сакам да го направам и да го закачам на мојот YouTube канал, имено зашто се однесува ово видео. Тоа е од едно европско правенство, уствари првото европско правенство за јуниори што е одржано во Европа. Вика, заврши Европското младинско правенство во борење, сребро за Филковски. Од седумината југословенски представници само тој освои медал. Хускварна 25. август. Овде во неделата заврши првиот јуниорски европски шампионат во борење, на кој настапија 16 репрезентации од Европа, меѓу кои и репрезентацијата на Југославија. Најголем успех од југословенските репрезентативци постигна Павле Филковски во категоријата до 57 килограма. Тој го зазеде второто место зад бугаринот Асенков. Додека останатите четворица што се пласираа во финалето го забележаа следниот успех. Значи, двојца отпаднаа, не дојдоа до финале, отпаднаа првите борби, ги изгубија Гоце Влахов и Томе Коцев и се преселија у публиката да гледат, а четворица улезоме у финалето. Од тоа финале на 48 килограма Ванчо Монев од Руда Радовиш беше четврти. 52. Ристо Дарлев од Варлар е пети. 65. Санде Коцев од Балканец е пети и 67. Димче Ангелов е шести. Во екипен пласман југословените се на 6-то место. Прва е Бугарија со 53 поени, запирка 3 поени. Втора е СССР, Југославија, тоест нашата репрезентација е 6-та. Сега тука да кажам неколку мои видувања околу борењето у тоа време. Во тоа време мене ја се прв кој да биде на европски, светски, олимписки игри Русија и Бугарија од европските земји. Бугарија беше многу силна. На сите првенство освојуваше по 2-3, сеќавам се у Скопје 68 година на европското првенство 3 медали земаа европски праваци. Ама социјализма многу улагаше у спорто, на спортистите и подигаше споменици, како ние што имаме на борците од НОП. Они дигаа, правеа споменици на големите спортисти, дава и пензии доживотни, дава и одликувања тамо, тие ордени, и се ценеше спортот, за тоа имаше и Бугарија силно борење. Сега и они се импровизација, не се како нас, подобри се од кај нас, ама не е тоа што беа на времето. У тоа време исто така беше многу силна и репрезентацијата на Румунија. Румунија беше, можам да кажам, 3-4 земја у Европа по квалитет и по пласмани. Силна репрезентација беше. Ние импровизација правиме, немаме борење, имаме многу клубови, имаме многу борачи, деца собират, сликат се. Тоа е што да зборе, човек ќе сгреши, ќе биде прогласен за непријател на борењето. Најубаво е да оставиме времето да каже дали сум бил управо или не сум бил. Ја мислам дека не е тоа што треба да биде. Не се дава едноставно третман, како од градовите, така од државата, така. Не е добро. Поздрав и имајте убав ден.